Добро вечер во Топ тема. Ветинг е пораката што се погласно и почесто ја испраќаат политичарите за судиите и за обвинителите. Но дали ни е потребно прочистување и за кого тоа треба да се однесува? Дали е тоа ветингот единствената или последната опција? За сите овие дилеми вечер во Топ тема дебатираат Нури Бајрами од Антикорупцијската комисија, Тони Менкиновски, председател, адвокат и председател на правната комисија на ВМРО ДПМН, и Оливер Истовски, заменик министер за правда и воедно шеф на правниот комитет на СДСМ. Добро вечер и добре дојдовте во Топ тема. Во текот на емисијата ќе го слушаме и ставот на судиите од председателот на Сдруженијето на судии Џемали Саити околу ветингот. Тој не беше расположен за дебата, вели нема што судиите да дебатираат со политичарите. Но да почнеме од последната изјава околу ветингот што ја слушнавме денеска, е токму од председателот на државата Стево Пендаровски. Тој порача на следната власт дека веднаш по изборите да спроведе прочистување ветинг и кај судиите и кај обвинителите, ама да почне и од политичарите. И за сега го цитирам председателот Пендаровски, за секој за кого нема логично образложение како со државна плата станал милионер, треба веднаш да следи не оставка, туку кривична постапка. Ова е пораката од председателот Пендаровски во неговиот годишен говор пред собранието денеска. Господине Менкиновски, како го коментирате, ја коментирате последната, значи пораката на председателот на државата? Република Македонија. Па, ако погледнеме онтолошки, ветингот е процес, значи, кој значи дека треба пред некој да започне одредена позиција, да биде испитан и да се стави неговиот имот на проверка и неговиот кредибилитет, како би се знаело дали се работи за личност со интегритет или не се работи за личност со интегритет. Кофи Анан во една прилика има кажано што значи ветингот и кај може да се примери ветингот. Значи, тоа е, за ветингот зборува за како процес во постконфликтни земји кој се употребува, и кон ветингот имаат пристапено само држави како што се Конго, Азербејџан, Авганистан, Србија, Босна и Херцеговина и Албанија. Сега можете да заклучите сами колкаво на ниво на демократија имаат во делот на ветингот. Што е интересно за делот на ветингот, секаде, поготово овие европски држави кои претходно ги напоменав, Европската комисија и многу владини и меѓувладини значи, тела од Европа сметаат дека и гледаат со резерва на целата појава. Да, евроамбасадорот Бога рече, тоа е последната имено, вие не можете опција да пристапите кон ветинг, а да немате добро разработено институционални рамки. ВМРО ДПМН предлага малце поопсежен, значи по-детален процес, а тоа е процесот кој се однесува на потеклото на имот. И кога зборуваме за ветингот, не мора да ветингот така наречен, не мора да не асоцира на суди јавни обвинители, иако сите суди и сите јавни обвинители не се корумпирани. Треба конкретно да се знае и не можете вие да осидите една цела фела, зашто имате, да речеме, и други, например, државното правобранителство, сите оние кои работат со државните пари. Значи, потребно е да се воспостави систем на потекло на имот. Поготово политичарите, ние живееме во една реалност, ние современите македонци, во една реалност каде имаме политичари кои не продале едно пиво пред да станат политичари, а после тоа завршиле како мултимилиардери. Имаме и суди кои од државна плата направат големи точно така. Значи, ние треба тој процес добро да го институционализираме со должна обзир кон човековите права, зашто внимавајте, не смееме да осудиме ниту еден невин.
Не смееме да обезличиме никого кој не е виновен за Но што е конкретно разликата действие. меѓу ветинг и испитување на Ветингот е потеклото на површна имот? работа. Ветингот е површна работа. Ветингот како процес е многу површен. Ево, на пример, Албанија ќе земе за земја. Неколку пати Венецијанската комисија му го враќаше законот на Еди Рама и дури има некои заклучоци кои вели дека Еди Рама сака да се пресмета со политичките противници. Значи, таму кога зборуваме за овој процес, треба опсежно, ние како држава треба да имплементираме мерки кои се однесуваат на потеклото на имотот. Ако погледнете за ветингот, значи ветингот сега официјално, значи антикорупцијската комисија има пристап до информации до сите јавни обвинители и суди. Така да тие можат да иницираат некои постапки. Така да, кога зборуваме за ветингот, треба, кога зборуваме за испитувањето и враќањето значи, ние треба еден сеопфатен процес, кој ќе почне со потекло на имотот. И тоа не потекло на имотот, она формално потекло на имотот, туку потекло на имотот како што е во Америка. Имате граѓански и цивилен концепт, цивилен и, се извинувам, и кривичен концепт. Ние треба многу работи да смениме, значи да додадеме нови кривични дела, да донесеме нов закон, кој закон ќе биде институционализиран и сето тоа ќе промине низ една добро мониторирана рамка. А вака ветинг на судиите, како што се спроведуваше ветингот во МВР, само е пресметка на политичките противници, оние што не ви одговараат за да ги трнете одсуството. Ние понудивме концепт за потекло на имотот и кажевме дека ние ќе почнеме од политичарите, од луѓето кои се и му понудивме дури и на премиерот. Еве, нашиот председател согласно антикорупцијската комисија нема конфликтни интереси, се испадна дека за еден предмет кој го ефектуира пред изборите, предизборниот молк, дека нема ништо од тоа, дека нашиот председател е чист. Еве да почнеме да речеме од сегашниот премиер, значи господинот Зоран Заев и сите министри кои се, да почнеме од нив. Значи, ако дојдете вие на власт, ќе почнете секако, секој еден, не само од премиерот Заев, туку од сите оние кои се носители на некоја функција и кои работат со одредени државни пари, бидејќи тие пари се на граѓаните и треба многу внимателно да видиме како се располага и дали се располага како што треба и како налага законот или се располага спротивно на законот. Благодарам. Добро, ова звучи малку предизборно, но сме пред избори. Господине Ристовски, вие пак велите, бевте подготвени, премиерот Заев рече ветингот да почне веднаш и ја повика дури антикорупцијската комисија, ќе го слушнеме мислењето на господинот Нури, додека министерката Рената Десковска исто ја повика антикорупцијската веднаш да почне со мек ветинг. Што е идејата на власта околу ветингот? Најпрво добро вечер. Всушност се сложувам во целост со Тони. Значи ова сме на иста таласна должина, може да се каже. Ако ја чувте последната изјава на премиерот, токму он повика да се почнат политичарите. Ајде да не го потребуваме зборот ветинг, значи тој збор произлезе модерен стана кај нас поради случувањата во Албанија најповеќе, за кои слушаме секојдневно. Нели што се случува тамо во судовите заради тој ветинг и заради ветингот што го најави министерот Спасовски во МВР уште пред неколку месеци. Токму тоа што го кажа и Тони. Повикот е кон антикорупцијската комисија, кон Советот на јавни обвинители, кон судскиот совет. Тие се надлежните институции согласно законите денеска да можат да отпочнат со процедура на прочистување во судството и во обвинителството. Кога изворот на проблемите се лоцира во судскиот совет, Мислам дека зборувам кога е веќе можеме да зборуваме за кај судскиот совет за големи промени во однос на тоа што беше 10 години. Тука сега ќе дојдеме малку во различни мислења со колегата. Се смени составот, природно се смени составот. Нели истече мандатот на одредени членови, дојдоа нови членови, еве сега пред 2-3 дена даде заклетва, ако не се лажам, уште еден член, на 23-ти ќе дојде и
нов член, скоро е комплетиран, остана само едно непополнето место од парламентот. Токму и потеклото на имот, па ние имаме закони денеска, каде што може да се води потекло на имот. Во времето на ВМРО, ДПМН се водеа такви хајки на потекло на имот, ако добро се сеќаваме, мислам против кардиологот Борче, не знам како се презива, токму му водеа потекло на имот врз основа на законите од финансиската област, по законите за даноците. Каде што вие, ако најдете имот кој не соодветствува со вашите примања, приходи што сте ги имале, го доначувате до 70%. Значи нема никаква пречка тоа да се прави. Ама не се правеше. Па затоа што не се правеше 10 години воопшто. Што се не се избра во судовите, сите сме свесни. И на кој начин се избра во судовите? 3 години од кога СДС бевме на пауза, па сега ќе зборуваме за 10 години уназад. Па не сме баш на пауза. Па тогаш ако го имаме тоа, зошто не е направено? Не сме баш на пауза. Ако не се лажам, вие сигурно сите да знаеме дека судскиот совет пред 2 месеци, ако не се лажам, суспендираше и тоа кого? Председател на Врховен суд. Што беше непоимливо во времето на ВМРО. Ја мислам, ни портирот не би го. Но колку чекавме тоа да се случи? Чекавме, точно е. Ама се случи. А ние претходно чекавме 11 години, па не се случуваше воопшто. Но сега ова што го спомнавте, морам да забележам дека има политичка заднина и договор меѓу и за изборот на судскиот, за членовите на судскиот совет, велите беше избрана по предлогот на ДУИ, не беше избран член по предлогот на СДСМ, така да што се променило? Тоа гласаат пратениците во комисија, значи што му диго собранието, така да тука немаме никаква допирна точка. Од аспект на само уште 2-3 реченици околу ова, од аспект на Министерство за правда, ако строго гледаме, законската рамка е направена. Значи ние дадовме законската рамка. Го донесовме новиот закон врз основа на кој е избрана и комисијата чиј член е почитуваниот Нури, значи он е член врз основа на таа комисија, на тој транспарентен избор што беше во февруари, ако не се лажам, јануари, февруари. Законот го имаме, законот за судски совет е сменет по начелата на Венецијанска комисија, еве во процедура и законот за обвинителство и за советот на јавни обвинители, се надевам дека процедурата е блокирана. Добро сега. За законот за јавни обвинители, тој стои сега во моментов. Меѓутоа тоа е ново законско решение. Тој допрва влезе и не се одржа денеска седницата. Антикорупцијската комисија сите го вперуваат прстот таму со големи очекувања. Вака, што се однесува до ветингот, што го рековте и вие, почна од Албанија, е проверка. Ништо не се разликува од другите проверки, но зависи за што ќе се одредите да проверите. Албанија се одреди, значи, да следи имотна состојба, личност или интегритет и професионалниот капацитет на инспекцијски служби, суди, обвинители и кои беа и полицајци, ако не грешам. Значи, во тој дел, ако и овде ќе се определи некој да врши ветинг и како елемент или столб битен ќе биде имотната состојба, ние нема потреба да бидеме прозвани посебно, бидејќи во член 17 од законот една од надлежностите е следење на имотната состојба, па и промени, па се што се однесува до имотната состојба. И сега од изјавите што веќе ги слушнавме овие последните 4-5 дена, значи ветинг, па прочистување, па се друго е окей и остана само правосудството, судиите. По мене, јас мислам дека не е баш сега црна овца се судиите, иако знаеме до кој ниво се корумпирани, но забораваме на една работа. Значи, ние никогаш не почнуваме од себе и да се прашуваме кој произведува криминал и корупција. Само судовите. Значи, тука да сме начисто. Мој впечаток е дека
имаме една корупцијска контаминација во сите сфери на животот. Почнувајќи од тие пријави што ни доаѓат, ќе гледате дека насекаде се работи фактички. Сме создале еден чуден систем. Сето тоа, почитување намерно, ненамерно, е една злоупотреба од службена должност, јавни овластувања, и затоа треба да го гледаме кој го произведува криминалот и корупцијата и колку е политичкото влијание во тој дел. Како ќе одговорите на ова барање? Сега на ова барање, пред да одговарам, бидејќи за судиите, така? Бидејќи бевме прозвани. Да. Бидејќи бевме прозвани. Како што реков, нашата надлежност излегува од нашиот закон и тоа е редовна надлежност с која треба да ја правиме секогаш. Антикорупцијска комисија во 4 мандати. Значи, никогаш не дошла до точни податоци и ден денеска Државната комисија за спречување на корупцијата нема активен регистар за именувани и избрани службени лица. Значи, тој регистар. Имаме податоци, ќе ми дозволите, бидејќи почнавме и ние како комисија да се жалиме од почетокот, дека сме натрупени, дека сме удавени, дека немаме луѓе, дека кога би имале би го направиле тоа и тоа. Сега јавноста треба да знае точно што се случува во Државната комисија за спречување на корупцијата, бидејќи ние нема да се приклучиме активно кон ветингот, бидејќи нашата работа е следење по законска надлежност. И кој ќе побара услуга ќе ја има, бидејќи ние веќе имаме систем. Ево една точка што е болна толку години. Имало обид 2016 година да се направи апликација за да може да имаме активен регистар на избрани именувани лица, за да можеме тоа да го вкрстиме со пријавите поднесени на електронска форма, што не е направена никогаш. И овој податок, пред да бидеме прозвани, треба да го знаете сите каде сме, бидејќи не случајно го поставив прашањето кој произведува криминал и корупција, намерно, ненамерно, бидејќи и ненамерно правиме злоупотреби, но ние на крајот сме одговорни. Тоа да не ни се случи. Значи, на веб страната на ДКСК активни анкетни листови од именувани избрани по основ на именување или разрешување се моментално 7184 анкетни листови. Во регистарот на избрани именувани лица се внесени податоци по основ на избор за 5661 анкетни лица и по основ на разрешување 2502. Што значи, ако се минусираат овие за разрешување, доаѓаме до активни анкетни листови за 3159 лица. Фалат во моментов со податоците заклучно 30.11, значи крајот на ноември ова година, 4025 лица, од кои 3000 се лица избрани и именувани од владата, кои не се доставени целосно со пропишаниот образец ни од претходна, ни од сегаш. А вие поведовте нека постапка за? Само малку. Се го запрашам. Значи, видите, ние имавме, само треба да имате предвид. Треба да ги слушате, бидејќи носите на Министерството за правда. Жал ми е и срам ми е да се жалам дека ние ќе направивме и сега цело време 5 години да се фалиме со нашиот избор, што имаше и пропусти. Прва постапка транспарентна и сега наместо да има, јас и на мене се однесува, наместо да ги имавме тие постапки веќе години наназад, ние сега ќе се фалиме само со тоа. Што беше тоа една искра. А сите постапки би требало досега да ги имавме како стандард. И затоа тоа ќе зборевме доколку се корумпирани судиите и обвинителите, што се си протекува од политиката. Политиката има надзор на се преку именување. Да беа избрани лица одговорни, раководни,
со јавни овластувања на јавни установи, јавни предпријатија и државни органи преку овој начин што бевме ние, сега ќе имавме чист терен. Сега имаме купи точно и ветингот не знам кога може да се спроведе и како би се спровел со ваква контаминација на целото општество, со непочитување на закони, со силно влијание, што е наследено и од претходно, со експеримент од 2016 година со законите за вработените во јавниот сектор и административни службеници, што не се спроведени во општо, и тек сега почнуваме реформа во јавната администрација, Господ знае кај ќе завршиме, со вакви вработувања, што се внесени. Министерство за правда како е улогата на И сега вака, што направи опремата, А тоа ќе ви објаснам посебно за да ми објасните, само да довршам тука. Што сум јас. Вие уште ја чекате, кога е законот? Ние ја чуваме. ВМРО ДПМН најверојатно, не? Заради нивна индолентност. Дозволите сега ова да го расчистиме. Да не се чепкаме за опремата. Значи за опремата. Значи кога се донесе законот и кога веќе течеше постапката, не беа направени никакви подготовки за да ние да бидеме ние. Значи пред распит точно знаеме или не знаеме. Не сега да се жалиме. Значи такви подготовки не беа направени. Затекнавме вакуум скоро една година, секретаријатот 20 луѓе. Исти простори. Но каде е дефектот? Мај, ако не грешам, мај 2017 година, веќе е донесена опремата, помина, или тогаш договорот е склучен. Тогаш не е донесен. Да, и помина веќе скоро сега на 26 поминува 2 години, таа опрема уште не е воспоставена, а ние требаше од почетокот да имаме пристап до 17 бази и да сме поврзани. Која е донирана од Европската унија. Да, и да сме поврзани. А Министерството за правда е одговорно. Само повеќе од половина милион евра. Значи, само да слушнаме зошто не. Да, ево да довршам сега што се случува. Они не знаат што се случуваше. Вака. Значи, да се бидеме на чисто. Значи, ние требаше да бидеме, ако не се лажам, 8 институција во таа програма интероперабилност. Претходниот состав од комисијата, имам информации дека некој дал согласност од претходниот состав од комисијата дека во просторијата се има услови за поставување. На опрема. Да. После процениле дека нема. Значи треба се чекате да треба разладување и други услови за да функционира. Значи од претходниот состав е примена, значи е лажена Европската унија дека ние имаме услови и плюс Министерството за правда сега само се грижи. Да слушнаме сега Министерството. Согласно за закон. Ние чуваме за вас кај нас. Да, вие ја чувате. Јас дотолку знам дека не се создадени условите да можеме да имаме пристап до тие бази за да не работиме тешко. Во 3 реченици, извини, Тони, во 3 реченици. Добро. Значи Министерство за правда не е надлежно за да ви го најде просторов каде што вие треба се сместите или да се чува опремата. Тоа е на Созара. Созара го работи тоа, не Министерство за правда. Еве јас ќе ви кажам лично, вие не бевте ни член на оваа сегашна антикорупцијска, пошто имате вакуум од цела година без антикорупцијска. Значи имате, што велите вие, секретаријат од 20 или 30 луѓе, не е неважно колку се, а немате всушност лице кое би можело да подпишува било што во име на комисијата. Никој. Пошто комисијата, вие одлучувате, така, вашата председателка се ја подпишува. Не подпишува секретаријатот. Јас лично се ангажирав во овој простор во кој ќе се вселите, се надевам до нова година, односно ќе го добиете клучот. Нема да се вселите, нема краток е период. Јас лично се ангажирав да го добиете тој простор. Лично. Лично како Оливер Ристовски, заменик министер за правда, од него гледате правда. Јас трчав по игот и слично за стопанисување со стамбени, да најдеме убав простор, затоа што доликува да имате убав простор и највише заради опремата. Со станиците, со господинот Бертолини ги водев јас година и пол. И за опремата и за се, и сега дојдовме во ситуација да ја чуваме, еве на денешна влада беше точката на дневен ред. За жал не помина, од технички аспект не помина, во вторник најверојатно ќе помине.
и тој деловен простор ќе ви биде конечно доделено или купен, не знам тоа, И тогаш ќе може да се само да треба да се преселат. Сега тоа е временски период одреден во кој треба да се преселат, а опремата чуваме ние више година и пол кај нас. Мислам дека тоа имаше. Да, имам две констатации. Ова е она што се случува, значи во каде сме сега во моментов, во времето и просторот. Ние не можеме да очекуваме дека антикорупцијска комисија ќе ни ги реши сите проблеми. Затоа ние нудиме закон за потекло на имот, каде што ќе има, значи, постапки и каде јавното обвинителство, значи, ќе биде она кое треба да ги процесуира тие постапки. Значи, ние нудиме динамичен концепт. Ево, сега значи, не е антикорупцијска, така антикорупцијска да нека си продолжи со нејзината работа, значи тоа ние немаме ништо против, таа е едно декларативно тело според нас и според сите меѓународни стандарди, но, значи, ние треба да видиме резултат од правдата. Кажа господинот спроти мене дека имале 3000 предмети кои, како што го разбрав јас, дали вие, имам прашање до вас, дали презедовте некои постапки во врска со тоа? За кои постапки? Значи рековте дека немате за оние кои не достасува пријави, а не се знае повеќе се случува. Проблемот е тоа ме наследен. интересира мене лично бидејќи е наследен од претходните состави, значи ништо не работе. Види, проблемот е ја можеби да не бидам погрешно разбран. Значи не е носител на проектот и мора Министерството за правда да го направи. Но проблемот пропустите се направени, не е искористено времето да се монтира опремата, за да ние може да почнеме да работиме и да имаме регистар на избрани именувани лица, кој ќе се вкрстува со податоците доставени, значи согласно образецот за имотна состојба интереси, за да можеме ние да имаме пристап до тие бази, да не работиме пешки како што работиме сега. Значи тоа не е воспоставено. А вие прв пат изложувате тоа во емисијата денеска или сте се обратиле некаде до некоја институција? Не, ние сме се обратиле, имало пречки во врска со... Јавноста е должна да знае, ние како опозиција треба да знаеме дали имате функционалност или немате функционалност. Со нов систем, со новиот образец, што од наша страна е подготвен. Сега ќе имаме еден образец, изјава за имотна состојба интереси не така и треба да биде она веќе. Треба да се поднесува во електронска форма. Тоа е веќе поминато. Тоа е направено. Поради опремата не може да се применува. Уште се работи по стар начин како што досега. И значи во континуитет не се преземени чекорите од никого, а претходната комисија точно одговорила дека има услови. После нема услови, после имало вакуум. Добро, од владата слушаме дека тоа ќе биде разрешено, но во секој случај до секој случај 10 месеци помина, ќе поминат уште месец-два сигурно додека се постави опремата и после тек ние да се обучуваме да работиме со таа опрема. Ветингот се бара, тука ќе направиме една мала пауза да го слушнаме ставот на судиите. Ветингот се бара за судиите. Тие се во моментов на тапет, сите ги спомнуваат, самите веројатно се чувствуваат во моментот како најголеми виновници за она што не е осуден ниту еден висок функционер, за неказнивост, како што рече председателот Пендаровски, само сиромашните ли поставувајќи прашање ќе одговараат во ова држава. Председателот на Сдруженијето на судии Џемел Саити беше поканет на дебатата, но тој вели нема што за тоа да дебатира со представници на политичките партии, со политичари и избра да го каже својот став во интервју кој ќе го видиме сега. Со него разговараше Елена Ивановска-Вуковска. Господине Саити, периодов власта инсистира на промени, односно на прочистување во судството. Тоновите одат од класичен ветинг, каков што видовме и гледаме се уште во соседна Албанија, за кој што се уште немаме поддршка од Европската Унија, до оној мек ветинг, како што го нарече Министерката за правда Десковска, а тоа е да се искористат институциите што ги имаме, антикорупцијската за проверка на имотот и судскиот совет за проверка за тоа како работат судиите, дали работат професионално или не. Како врховен судија и како председател на Сдруженијето на судии, за која форма сметате дека е најсоодветна во моментов за нашата држава?
Добро, значи дебатите околу ветингот, прочистувањето и така натаму проверката, сега имаме евалуација секојдневна на формите, е една дебата која трае подолг временски период. Ние како здружение се вклучиме, ја следиме оваа дебата, ги следиме состојбите во соседството и во другите држави и наш беше ставот, односно ние и во Охрид заклучиме на нашата конференција дека не е потребен ветинг, затоа што може да се направи проверка преку овие две институции и полека почнаа да ретерираат и некои од институциите, но сепак свесни сме дека постојат се уште разговори односно идеи во тоа како треба да се спроведе оваа проверка. Јас во овој контекст само сакам да истакнам дека таа проверка, уставно кажано, треба да е континуирана. Значи тоа е процес. Значи не треба да се заврши со една проверка и крај веќе на целиот процес. Значи тоа е континуирана работа на антикорупцијска и континуирана работа на судскиот совет. И затоа Сдруженијето на судиите дебатираше во понеделник токму на темата ветинг и на овие форми на изјаснување во јавноста околу оваа тема. Заклучи управниот одбор дека сме за да се направи таква проверка, но да се внимава при тоа во однос на настапувањето, да не се генерализира во однос на сите судии кои се ја вршат функцијата. Од тие причини сметаме дека оваа форма на мек ветинг, сега кој го најавува последно министерката, е став кој ние го градиме веќе подолг период и не отстапуваме од тој став. Периодов речиси секојдневно има критики од власта, не изостануваат ни од опозицијата и премиерот Заев деновиве се огласи неколку пати во однос на прочистувањето, како што го нарече, што го бара за судството. Дали ги доживувате овие пораки како притисок врз работењето на судството? Дали како добронамерна забелешка и предлози за подобрување на состојбите? Или пак можеби за свртување на вниманието од актуелните состојби кон правосудството повеќе во овој период? Добро, околу последниот дел од вашето прашање не би сакал да се произнесам, оставам јавноста да си го процени, но сепак сакам да кажам дека овој процес нити треба да се свати како добронамерен нити како злонамерен. Значи процесот е процес и нема ништо лошо во тој процес доколку треба да се спроведе. Но при тоа треба да се внимава при методологијата на остварувањето на процесот да не се загрозува независноста и самостојноста на функционирањето на судовите. Свесни сме дека секојдневно судовите функционираат, имаат предмети, при тоа прашање е како некои изјави можат да се одразуваат кај одредени судии. Сите судии не се со ист интегритет и затоа во таа постапка значи не гледаме нити злонамерност, нити добронамерност. Денеска и председателот Пендаровски во своето годишно обраќање се осврна на правосудството, меѓу другото, еве вели, во редица судски процеси не видовме завршница. Некои од најголемите правни случаи застареа на очиглед на сите нас, но и дека по речиси 3 децени независност нема ниту еден висок политичар или преку ноги збогатен бизнисмен кој завршил зад решетки. Дали сметате дека според овие резултати, кои што еве и председателот на државата ги забележува, покажуваат дека судиите се многу попусливи кон политичарите и бизнисмените, моќниците, а покажуваат строгост кон обичните граѓани кога треба да ги осудуваат или пак да им носат било какви. Треба поединечно да се утврди по име и презиме во која постапка и зошто настанала застареноста. Дали било само вина на судијата, дали и од другите процесни чинители, како што се адвокатите, јавното обвинителство, и да се утврди дали тука на вистина има субјективна и кој ја носи таа субјективна вина. Во тој процес свесен сум дека председателот може да даде воопштена квалификација и тоа е во ред, но сметам дека судскиот совет треба поединечно, конкретно да утврди кои се причините, дали се тие само од процесен, од субјективен или од поширок карактер кој доведува до застарување и до застој во функционирањето. Постојано во јавност излегуваат имиња од судии кои се споменуваа во бомбите, до сега судии кои што се споменуваат во актуелните истраги и предмети кои што се периодов. Зошто судскиот совет не постапува и не ги расчистува сите овие дилеми? Некои од тие суди можеби навистина го сториле тоа, некои можеби воопшто не, но зошто не презема такви иницијативи? Доколку сите ние би ја завршиле нашата работа, сигурно не би се довели во оваа ситуација. Имам впечаток дека секој се бави со работата на другиот, но својата не си ја завршуваме. И токму од тие причини сметам дека време е секој од нас да си направи една ретроспектива, еден распоред до каде со активностите и затоа сметам дека судски совет
треба да направи добра анализа како треба да постапува во иднина. Во однос на последните застарувања, информиран сум дека има активности, но останува понатаму да видиме како ќе се завршат тие. Велите, во неколку прилики треба само регулација во правосудството, но во јавноста се има чувство дека судиите се солидаризираат, се заштитуваат помеѓу себе. Еве, вие имате предходно кажана информација дека дури не се ни пријавуваат за прекршување на етичкиот кодекс, а уште помалку пак има ситуации каде што друг судија пријавил за прекршување на законите, за некакви коруптивни. Не гледаме тенденција дека судиите сакаат сами да се дистанцираат од оние кои што им го уништуваат угледот и професијата. Значи, концептот самоевалуација јас го изложив прв пат 2017 во март и го повторив 2018 во март, повторно во Александар Палас при прославата на Денот на правосудството, повикувајќи и колегите со конкретните одлуки да покажат дека навистина го почитуваме законот и покажуваме интегритет при нашето постапување, меѓу кои и околу етичките прашања. Тоа не случајно беше кажано како форма на одбрана од можни сценарија кои би дошле понатаму и кои би имале евентуален репресивен карактер, како што се, например, разрешувањата или други форми на ветинг на судиите. Во право сте дека судиите се помалку и помалку учествуваат во таа постапка на самоевалуација во однос на и себе и на другите колеги и сметам дека тука треба да се потикне таа активност. Не случајно ние организираме многу пати дебати, создаваме механизми во рамките на Сдруженијето на судиите, како што се телото за етика, судско-медиумскиот совет, за да можеме да ги отвориме прашања, но останува да се охрабра судиите да ги покажат овие активности на интегритет конкретно, не само за себе, туку и на другите, за да можеме да се заштитиме во самата фела не од неосновани, односно не од основани обвинувања, туку од неосновани обвинувања кои би дошле евентуално. Да, тоа беше председателот на Сдруженијето на суди, Џемаил Саити. Судиите, да, дефинитивно треба да се охрабрат и за дебата. Тој клучот го гледа кај судскиот совет Менкиновски. Има ли капацитет до сега? Не сме виделе. Или воопшто како тие ја замислува ветингот и евалуацијата? Ветингот, да, тоа е нешто као да сега нешто работиме, као дека ќе се работиме, па многу е битно да ги мериме. Институциите да имаат мерка, значи да имаме мерит систем. Ние во Македонија немаме воспоставено мерит систем за многу работи. Ако почнеме да видиме јавното обвинителство или судството, ево да речеме судството во делот на буџетот, колку судството партиципира во буџетот, значи колку пари, јас сметам дека судството носи повеќе пари во буџетот него што прима од страна на буџетот, значи тоа е моje мислење, како господинот што има перцепција за корупција, јас сметам дека судството, значи, носи повеќе пари, а прима помалце. Значи, оваа тема е многу длабока и деликатна. Ние треба да им обезбедиме и на судиите доволно ресурси и алатки за да може да ја работат нивната работа. Исто така, од друга страна, ние треба да имаме добар надзор, ама не надзор кој ќе биде адхок, еднашка, па се дока е интересен, него тој да профункционира како во сите цивилизирани земји, како на почетокот кажав во врска со ветингот и личното моето мислење за ветингот, дека не можеше да биде тоа појава еднодневна. Значи, тоа треба да биде и да се појавува кај одредени држави кои не се баш немаат прерогатив. Вие така го доживувате значи, ова залагање на власта како еднократна? Да, тоа е еднократна. Они сега во моментов се во позиција да ви го кажат она што сакате да го слушнете. Еве колегата конкретно се согласи со сите мои мислења. Не, значи треба да ги измериме работите и да видиме колку тие придонесуваат кон демократијата, колку се тие одржливи и така натака. Кога зборуваме, значи, за овај процес на вистина треба од корен, значи од корен, и треба да премногу алатки треба да ангажираме кои ќе бидат постојани. И тие алатки исто така многу е битно да имаат. Кои се тие алатки? Го спомнавте јавното обвинителство, антикорупцијската, велите постојано работи. Кои се нови?
Па има многу Или нови кои се? алатки, еве сега ќе ви кажам, Судскиот совет, ако например, досега не го правел тоа, како еве, оценка? согласно законот за судовите, доколку изгубите предмет во Страсбург, судијата треба да биде разрешен, така? Колега, дали имаме разрешен судија до сега, некој, а колку предмети сме изгубили во Страсбург? Не прашувајте мене. Ама не сакам да ви кажам дека системот не функционира. Значи судскиот совет не ги разрешува. Не ги разрешува. Сега слушаме дека таму се очекува од нив да го направат практично не ги да има разрешува. некој континуиран ветинг. Значи, ние тие алатки ќе ги предложиме во нашата програма, поготово во делот кој се однесува на потеклото на имот. Значи, не само за судиите, јавните обвинители. Институционално, јас сум се судрувал лично, јас да одам на судење. Како ќе се испита, судијата да нема тонер. Да нема тонер, да чекаме тонер. Значи, се одложува судењето. Мислам, и средствата кои му тоа се не е достапни... од сосеба од вчера. Ама тоа е страшна работа. Апсолутно не е. Тоа е страшна работа. Тоа е Сите страшна работа. влади и наназад би Значи, тоа можеле не за треба да тоа го да ги дозволиме, повикаме. треба да направиме и доволни услови, Па намерно не се прават, очигледно. Тоа е единствениот заклучок. Па треба да го слушнеме и од гласот од нивната страна, значи од другата страна. Судскиот совет партиципира само до вонеј момент, до сега, кога е загрозен неговиот интерес. А во јавна дебата јас негде не сум слушнал и се зборува за етика. Вие имате држави, западни држави, каде имате конкретизирани одговорноста на судијата е во многу препораки и резолуции на Совет на Европа. И тоа е многу јасно, ние нема што да измислуваме топла вода. Имате цел систем на Совет на Европа во делот кој се однесува на правдата и пристапот на правдата и ефикасноста на правдата. Кај нас овдека, како да се сака тоа, некои феудални касти, како сакаат тоа да си го зачуваат, значи ние треба да почнеме од почеток во смисла да наметниме мерлив, добар систем, добар закон и тој закон да е функционален. Мислите дека со закони апсолутно тврдам, тоа исто ќе како другите среди. западни демократии, ништо повеќе. Саити вели да се внимава да не се загрозува независноста на судиите. Судиите дали ветингот го доживуваат можеби како ново средство за притисок и политичко влијание. Па жал ми е што не е тука. Судијата Саити. И мене исто така. Меѓутоа, како, вака, веднаш да расчистиме, каков е тој политички притисок кога судскиот совет ги има овластувањата согласно закон. Значи ги имал и предходно, сега се само проширени и усогласени со европските стандарди и со препораките кои ги добивме од Венецијанската комисија. И за законот за јазиците исто препорак. Што е проблемот? За судството. Што е проблемот тогаш со тоа дека они сметаат дека е политички притисок ако судскиот совет си ја врши својата работа. Тие што немаат ништо, што се честни, ќе се согласиме сигурно со колегата со оглед дека јас работев во адвокатура, претходно он е активен, сега во адвокатурата имате мноштвото од судиите се многу честни. Тука се работи за многу помал број. Зошто се плашат од контролата што би ја правил судскиот совет? Што има тука страшно? Не, реакцијата Ништо. е дека ветингот може да се доживува и како при начинот. Добро, ја ви реков, Ако е може би површен. несречно избран зборот. Инаку, тоа треба да се почне веднаш. Значи, го знаеме влезот во судството. Тој е многу јасен и во обвинителството. Тоа е преку академијата. Тоа е веќе наназад, не од вчера. Ова е 6-7 генерација која веќе оди на академија со оглед дека е 2 години, значи скоро 14 на години. Трае целиот тој процес. Веднаш кога ќе ја завршат академијата, кога се избираат, треба тука да се видат нивната имотна состојба, контактите, родбинските врски со адвокатурата и слично, со политичари и слично, и потоа само да се следи. Значи да ние се тоа не го испитаат правиме. и роднинските Тоа ние не го врски. правиме. Еве, Не го правиме. Кај потеклото на имот, судиката Кацарска вели судиите го префрлаат имотот на браќа, на сестри, како Точно тоа тоа ќе треба Добро, да тоа ќе се види ако е на брат или на сестра. Господинот од антикорупцијска, Како зашто може е да тоа побегне од тоа? зашто е тоа така? Ама Зашто не можете да единствена побегнете. проширена конфискација во Република Македонија што имаме е во случајот на А1. Знаете ли вие дека имаме тотална неефикасност и нефункционалност на нашите институции? На пример, јавните обвинителства во периодот од 2 години само во 2 или 3 случаи имаат ведено конфискација на Да, имот. тука има И тоа е многу важно. И друга причина. Антикорупцијската
правили проверка? Дали судиите сте имали и случаи за судии веќе? Дали ќе почнете? Или какви ви се планови? Во моментов. Значи, ние дојдовме точно со распишување на изборите, со толку малку луѓе и нов состав. До сега, заклучно крајот на ноември, имаме околу 1300 оформени предмети по пријава, по службена должност и анонимни. Мај 2019 донесовме годишен план за проверка на податоците од изјавата за имотна состојба на директорите на јавните предпријатија, основани од владата и акционерските друштва. И се оформени 20 постапки се во тек од тие предмети. Проверка на податоците од изјавите за имотна состојба на директорите, на членовите на актуелниот состав на владата, само дозволите ова состав на владата, 53 постапки се во тек, согласно годишен план. И поради неможност да се постигне, значи, 1.11. донесовме измена, направивме на годишниот план и судиите ќе видат во текот на идната година поредовна проверка согласно нашите надлежности. И што значи досега не сте имале досега сме имале 5 случаи, досега сме имале 5 случаи, тоа ќе ви кажам, само една таква постапка подразбира и од 40 до негде 70 списи да ги собираш од сите институции и после тоа некогаш треба и стручни лица да се ангажираат за да ги читаме до крај, бидејќи нема и воспоставени стандарди и затоа на почетокот бев така, значи директен, бидејќи таа опрема би ги скратила сите тие рокови за да дојдеме до податоци вкрстени што можеме сега не можеме да ги чека во опозиција да сте па тогаш да ги. Не ве молам, се водени разговори, бидејќи сега не ме ставете во опозиција помеѓу вас, бидејќи не можете и да сакате, нема да влегувам помеѓу вас. Тоа е добро, тоа е така. Значи нема, бидете сигурни. Не сакав никого да не сум пристрасен и тоа нема да го правам тука, бидете и уверени, бидејќи тоа што е направено, чекорите што се направени со законот за раковна служба ќе служи пример и за другите. Што сакав да кажам? До сега сите гарнитури на власт што именувале и избрале луѓе по сите институции, што им требаше ветинг тогаш, кога во законите, ако не се лажам, ги имаме на 4000, па сега ќе почнеме од почеток секогаш ќе правиме закони, без да извлечеме искуства од имплементација, ќе направиме копија од такви закони и не ги имплементираме, имаме целоса фактичка состојба каде што се воспоставени критериумите кои не се почитуваат насекаде. Каде зошто на пример по нашиот пример излезете сега сте вие во ова време излезете конкретно со сегашната власт. Со сегашната власт е преземен чекор и има закон за висока раковна служба каде опфатот е на 130. Излезете со поединечни случаи. Ние не можеме да навлеземе, треба да се донесе законот и ние ќе го следиме исто. Дали тие постапки ќе бидат како што треба да бидат, а таму се воспоставени. Имаше случаи за министри, имаше случаи го покажува. И во моментот не, дозволете бидејќи не бевме пристрасни. Една поставка? Значи, имавме ние директно баравме да се објават кои се тие надворешни советници, посебни советници и беа објавени што никогаш не биле објавени до сега. Значи, по наша работа инсистиравме и тоа е објавено. Много поздравам тој гест. Тие чекори што се направени и сега да не ве замарам со сите можни чекори што се преземени, јавноста се интересира значи, да слушате. Па и овие бројки што се менуваат секој ден, значи ние сме работеле цело време и со таков капацитет сме не да се фалиме. Ние не сме задоволни од тоа што сме го правеле, но нема поинаков начин. Значи сега треба очекуваме олеснување или на крајот ако не можеме, па лесно е, подобро е да се распуштаме и крај, не е трагедија. Зашто по секоја цена некој мора да е на власт или мора да има некоја функција. Кој го направи тоа досега, бе молам. Ние сите сме во една коруптивна состојба. Сите, без оглед. Целиот период на транзиција. Кога немало плати во Македонија? Секогаш.
Не, видите. Сме земале, ама секогаш. Не, мое лично мислење, но во овој случај не можам да се согласам. Вие зборувате за дефиниција на корупција по перцепција. Не по перцепција. Не, па цело време го зборувате. Резултатите? Перцепцијата е различно толкување субјективно од секој еден. Значи, имате параметри и тие параметри за корупцијата се точни и многу добро опишани индикатори имате, според кои вие можете во одредено општество да видите на кој степен е корупцијата. Да, ние имаме во Македонија корупција, но таа корупција мора да има решение. Значи, не може да имаме ние проблем цело време. Тој проблем мора да има решение. Законот за потекло на имот е решението на тој проблем. Точно. Значи, како и сите цивилизирани држави. Значи, тој е почетокот. Почетокот, видите, господине, не беше мислата за корупцијата, само да ви кажам, со корупцијата многу ми е жал. Со корупцијата во Македонија имате најмалку 5 институции кои се занимаваат. Се занимавате вие, се занимава народниот правобранител, јавното обвинителство, за ревизија се занимава исто со корупцијата, а ефекти нула. Значи, дозволите, ама сега ефектите. Имавме 4 состави на антикорупцијска. Дури сега избравме ревизор благодарение. Значи, имавме 4 состави на антикорупцијска. Зашто требаше да заврши така? Зашто требаше да заврши така четвртиот состав на комисијата? Што се е направено 16 години? Мислата не ми беше субјективна перцепција. Мислата ми беше... Не, па добро сега, ваше мислење. Мислата ми беше дека ако ние презеавме чекори да ги имплементираме законите, при секој избор и вработување, што сега... Некои закони ги имаме во Македонија, ама не се спроведуваат. А зашто не се спроведуваат? Ама зашто не се спроведуваат? Ама ние сме опозиција. Ние викаме дека треба да се спроведат. Ама бевте позиција на крајот. Ја милувам сега, чекайте. Бевме пред 3 години. 3 години, значи е време да го Значи 3 години е долг временски период, ама 11 уништувано све. Ама не, во главите на луѓето дека не треба да има спроведување на закони. Ќе ви давам пример. Уште ова ќе мора да одиме на реклами па да Во која држава имате луѓе вработени во јавниот сектор кои земат плата и седат дома? Кажете ми вие... Но тоа не е измислица на оваа влада, тоа е измислица на претходната влада. Јас велам начелно, не ве прашувам лично. Но уште има, но има и ова, а зошто вие не го прекинавте? Кажете вие... А вие знаете таков? Значи, ако знаете, треба да пријавите до јавното обвинителство. обвинителство. Не бе, пријавено е, тоа се знае јавно. Ако знаете конкретен случај, пријавете го во јавно обвинителство. Тоа е злоупотреба на службена положба и од сите партии и од сите влади без исклучок сте имале функционери кои продолжувале со мандати и не го решавале, и тоа што не е корупција, не е злоупотреба на службена положба, некој остварува корист од тоа. Ако знаете, пријавите го. Не, пријавено е, веќе знаете и вие. Тука ќе направиме пауза за реклама и се враќаме. Ако знам, јас ќе го пријавам. Не, знаете и вие. Продолжуваме со дебатата, ветинг во судството ни е темата. Споменавте, господине Бајрами, дека испитувате 5 суди, имате случаи за 5 суди, за кои дали се завршени? Пред да се донесува тој годишен план, значи ако може да се вика годишен план, бидејќи 2019 од мај успеавме, поред други работи, значи требаше и подзаконските акти, и образецот и деловник за работа и многу други, образецот за податоците од избрани именувани требаше да го донесам, да го донесеме, да го доставите, да можете да ги доставите податоците, секој орган за избрани именувани, влада и другите. Значи пред да се донесе тој годишен план што спомнав за директорите на јавните предпријатија, акционерски друштва и членови на поранешна и сегашна влада, по допрен глас, значи се 4 постапки во тек за поранешни и сегашни функционери и 5 суди кои беа спомнати во извештајот на специјалното јавно обвинителство. Не, на Стейт департамент. Да, а ова е друго. По име и по презиме. Соединетите американски држави од 2019 година и тие се во тек, се обемни и се прибирани, скоро при крај се податоците од сите институции. Значи, тие ќе треба да се работат на колегиум, да се преслушаме и на крајот да излегуваме состав на седница. Значи, рековте за еден дека е завршен? Значи,
дојдени се материјалите, но само проблемот е се кај кого е определен предметот. Да гради став, за да може да се преслушаме на колегиум, за да можеме точно да знаеме што се случува. Некогаш ги кажувате имињата, некогаш не, јас и не знам, бидејќи почнавте работата на антикорупцијска, почнавте со објавување за кои функционери се потегнуваат постапките. Ние имавме една дебата пред 2 месеца, беа тука и пратеници од опозиција, позиција, суди од управни судови, од управен и виш. Министерката беше за правда, па беа и некои академици, луѓе, бидејќи има недоречености. Добро, и кој ви беше заклучокот? Значи, заклучокот ни класична управна постапка, ни посебна. Значи, и тука има проблем. Ако некој е од јавен извор, како што се медиумите и веќе се знае, се споменува, ако е по пријава, тогаш се персонализира. И значи, тие недоречености веројатно ќе треба, сега за жал ги носиме законите и треба измена да се одреди и да се доуредува таа посебна Можете постапка. да ни кажете за кои судии се овие случаи? Или? Па овие сега ги немам тука пред себе 5 суди. Јас го немам извештајот на Стеј департментот, ама што велите Значи, дека е јавно, ја мислам дека се јавни. Мислам сега да некого ќе испуштам, 5 суди се од Стеј департаментот што беа спомнати, тие се во проверка. И друго што е, значи, ако веќе ќе се одлучува за ветинг, што треба да е процес, јас, моje лично мислење е дека тој треба да се случува во и од сега па натаму. Да, постојано треба да е. Бидејќи да е постојано и антикорупцијската комисија веќе има надлежност за следење, има надлежност за проверка, има надлежност за испитување ако при проверка се утврдуваат или има сомневање за зголемување на имот без основ. Управата за јавни приходи многу лесно може да ги следи блиските лица, што сега има сомневање и наводи дека препишувале на блиски лица. По нивните примања може да се гледа, значи, како некој се стекнува. Значи да кажам, ако препишуваме на блиски лица, не можете вие да ги скриете своите родбински. Корупцијата, како што вие спомнате, брат сестра, па се знае. Бара фронт, значи бара фронт, прво системско постапување од надлежните институции, избор именување по јасни критериуми, мери систем, што го имаме во законите, се злоупотребуваат дискреционите овластувања. Ние детектиравме сега и веќе е во тек ранливост на проценка од корупција по основ непотизам, кронизам, клиентелизам, веќе се работи од Transparency International, 19 закони се таргетирани. Втората фаза, тамо се детектирани многу слабости. Поранешниот состав, не знам кој, значи негде пред 3 години. Ама заборавите го поранешниот состав, зашто цело време само да барате оправдување. Сакам нешто друго да кажам. Дозволете да ве прекинам за момент, да ги кажам само судиите, бидејќи вие не сакате, а тоа е јавна информација. Не, ги немам сега. Тоа е поранешниот председател на Кривичниот суд Владимир Панчевски, Јово Вангеловски, веќе поранешен судија на Врховниот суд. Председател на Врховниот Софија Лаличич, Александра Зафировска и Светлана Костовска. Тоа се 5 минути судии. И само да завршам во претходниот се состав имал проект. Значи е формирано од едно оделење за антикорупцијска проверка на законите. Завршил проектот, луѓето не се држали по 2 години и сега комисијата остана само со еден човек во антикорупцијска проверка. Успеавме да вршиме проверка антикорупцијска на неколку закони, како што доаѓаат по предмети и како што ги детектираме проблемите. И значи таа ќе продолжи, кога веќе ќе имаме екипа и продолжуваме, но не со таков интензитет. Во секој случај ви треба некаква структура или план, бидејќи на момент изгледа хаотично. Како надлежност. Да, Менкиновски, кога веќе зборуваме за судите, како го објаснувате фактот што не е осуден ниту еден висок функционер и од поранешната
пред се од поранешната власт, а Како? толку судски случаи имаме, дали тука е одговорноста кај судиите? Видете, Или значи, обвинителите? прво и основно секој треба да одговара до еден, без разлика дали бил носител на политичка Да, но функција како го претходно. коментирате што нема Како можам да коментирам? пресуда, зборувате корупцијата дека еден е- предмет рекет кој цела Македонија беше џашена од тоа што се случуваше. Значи не можеме јас да ви дадам одговор на постапки на тие што треба да ги спроведат тие постапки, а сега се онамо кај што требаше некого друг да однесат. Треба за секој еден кој согрешил, кој земал, значи и кој е злоупотребил својата функција, значи треба и мора. Да, но сега се соочуваме, прва половината застара, Не- почна од почеток. Колкава е одговорноста на судиите Во целата постапка. во целите, А сега во додека овие, има- за овие постапки, зборуваме за Апсолутно, функција. си имаат. Ама таа не може да биде ако посебно само сака, нивно. видите, они морам да кажем дека намерата беше да имаме некои судии беа ставени во тој клиентелизам, беа ставени во улога на Социјалдемократскиот сојуз, да имаме една долга серија на процеси како би се занимавала јавноста со тие процеси. Само ќе ви дадам еден пример. Судењето за 27 април траеше секој ден. Така? Значи, а другите процеси траат долго, значи бесконечно. Законот исти, значи законот за кривична постапка е за процесот 27 април и за другите процеси кои го водеше специјалното јавно обвинителство. Да поентираме, зависно од дневно-политичката програма на Социјалдемократскиот сојуз, така беа распоредувани процесите. Значи, под влијание на власта, судиите ги одолговлекува процесите за поранешните функционери од Не. Има алатка под влијание на власта, нонстоп да ја занимаваат македонската јавност, значи нонстоп да го вперуваат прстот кон ВМРО ДПМН, дека ете, тие се корумпирани, денеска се одржа тој предмет, а тие предмети можеа многу брзо да завршат. Мислам дека Тоа е Ристовски не поентата. Може да не завршат трпели многу да ви брзо. одговори. Не, Да. Многу брзо, има Небулоза. и ресурси, има и овластување. Небулоза, потполно. Не е небулоза. Не е Значи, небулоза. ние како власт, сакате да кажете, СДСМ ги балансира брзината на предметите во Па судови. објаснете ми зашто еден Против предмет од функционерите 27 на ВМРО ДПМН. Од 27 Ама знаете, траеше толку брзо, а зошто исто се организиран Одмah криминал, Значи, немало- значи ги имаат истите предуслови, имаат све, Истите. а едни Секој судија предмети може да суди и секој ден, а може да суди и да ги одлаги на 15 дена. Законот за кривична постапка не ви кажува на колку дена треба да одложите, нели? Значи намерата беше македонската јавност долго време да се занимава. И по цена Ама- да не бидат осудени. Бака. И сега на крајот гласачите изгледа да и им велат. однесувањето во рекат го гледат. Значи, ако тоа е сака страшна македонската работа. јавност да се занимава со судството, да биде интересно секојдневно, За жал. малку се овие 2,5 години на СДСМ. Они имаат толку криминал во 11 години, да тоа ќе трае уште 20 години. Ама кога никој не е осуден, како ќе ги Полно е, убедите само дека криминал имало имало, немало криминал? ништо друго, само криминал имало. Ама како ќе ги убедите нема Така да немало пресуди? потреба никакви, нити сме Видете, се ВМРО, некогаш ДПМН е замешале. жртва на Нека овие кажат процеси. судиите за која пресуда од тие, извршната власт нешто кажала. За која пресуда? А ги чувме како било претходно. Дај му 8 години точно толку. Не, пак Сите би знаеме било све како без изгледало. присуди како тоа Зато се ќе и го извештаја докажете. таму. Па јас не знам како ќе го докажат тоа, тоа е нивни проблем. Морам да кажем дека на вистина граѓаните очекуваат правда, ефикасност на правдата, без разлика дали бил Никола Груевски, Зоран Заев или било кој, граѓаните очекуваат правда. И не И таа сакаат правда побегуи во сака да глобална биде земја. ефикасна и видлива и мерлива. Извинете, господи, јас преку нашите предмети до сега има силно влијание на секате, политичко влијание. И при вработувања го имало и го има. Значи, го има се додека не се освестиме и да спроведуваме закони како што се и да ги поправиме. И тогаш тоа е еден дел од ветингот што законите го имаат во себе, не се имплементираат. Значи, почна процесот, многу е бавен, а ја ќе ви кажам еден друг пример. Додека политиката не крева раце и не го воспостави мери системот како што треба и да не се, значи се
што се случува, се закаснуваат процесите и тоа е остварување на некоја корист, така како што го дефинира законот. И пример, ние објавивме оглас согласно годишниот план за вработување сега. За ова година, од 8 работни места, едва добивме 2, не се пријавуваат луѓето. За IT немате. Преведувач, ево јас мачам да имам еден IT заради платите. Не е заради тоа е платите. секаде проблем заради Значи, не е само Знаете заради дека платите, како не? заради тоа што Како не? навистина не е воспоставен мерит системот и има злоупотреба од дискрециони овластувања, само се надевам дека тоа треба да се намали. Кој ги бидејќи злоупотребува време. Значи, дискреционите едно училиште, пример. Едно училиште. Воопшто. Ми кажавте Значи- дека ќе има и казна доколку еве слушнаме од владата, ќе се преселите во нови простори и ќе ви ја предадат опремата што ви ја чуваат. Ако тоа не се случи, што ќе значи? Ако до крајот, колку јас што имам информации од во врска со опремата, значи негде околу 700.000 евра е опремата и ако не се стави, а тоа е крај на годината, значи да може да се постави, тогаш ќе треба државата да ги плати тие пари, колку што јас имам информации. Да има одредени пенали во договорот што е склучен Значи, пред да. 3 години таму кога е. Меѓутоа треба да се обезбедат услови за да се инсталира опремата. Јас се надевам, ви кажав дека тоа во најкраток можен рок ќе се заврши, така да ќе се обезбедат условите, односно новиот деловен простор каде што ќе биде сместена и антикорупцијската и финансовата полиција. Баравте одговор, од кога дојдовме, да, од кога дојдовме, од кога дојдовме, тие објекти што се изградени тогаш, не се изградени како што треба, не се запишани како што треба и тоа беше прешката да се спроведе постапка со тие анекси, со тие лажни договори. Ќе одбележиме доколку овој проблем се реши. Очигледно за ветингот и судството е и корупцијата се најжешките, остануваат најжешките теми за кои ќе имаме и други и ќе дебатираме во други топ теми. Ви благодарам на учеството. Тука е крајот на вечерашната емисија. Останете на Телма, имајте убава вечер.